Независна Македонија филм ви представува Случај Рек Битола. Зоран Коњановски, поранешен прв човек на централата, не знаел што му правеле неговите 12 директорчиња, проневерени 7 милиони евра од буџетската каса. Сите тие си останаа на своите добри фотели. Бранко Црвенковски Надеж и словенички консултанти го советувале со буџетски пари, арно ама тендер нема, кој во ова модерно време сега објавува тендери. Ма кеш на рака, мара за рака, велат старите. Само така, до чиста сметка и долга љубов во земјава. Запаметивме, само символична сума од 340.000 евра. Патриотска метла, Елизабета Канчевска-Милевска, милиони евра. Волшебно ичезна, волшебно се најде тендерската документација за фамозниот проект Скопје 2014. Понудите и до ден денес остана енигма, има ли црно на бело или не за 14 проекти. Имало де немало криминал, аферата остана во сеќавање по мини метлите во собранието и наводните цифри од неколку милиони евра. И жими мајка не сум јас. Кодошките досиеа пак доживеа фиаско. Не сватив се уште имаме ли актуелни пратеници шпиони или не. И бар мама Војко и Стрелец заминаа во Google сеќавање. Се испосликаа, испофалија и испофрлаа досиеа по дворови и новинарски редакции. И тоа е тоа. Се правдавме ли правдавме? Нема шпиони, туку борци. Опозицијата сакала да ги уништи. И од ова лук вода, сеење ветер и магла. Го бара, ама не го најдоа. Синовите на Амди Бајрам речи се како императори од PlayStation. Де се тука, де не се. Едниот доаѓа и си оди во земјава, а па другиот шефува со општината. Гради, па потоа распишува тендери. Неверојатно на вистинито. Она на Бучковски со резервните делови или джипот на Бекам. Светот го тресеше и бараше, но джипот го најдоа кај нас, кај Јанкуловска. Не смеам да ја заборавам пак и онаа двоулогната функција на заменик министерот Бучи. Ем протестира, ем ослободува. Не барем се работи за хонорарска работа во МВР. Има многу, но тука ќе запрам. Сметам дека е доволно за да на крај заклучам дека во земјава е се како во приказната со Али Баба и 120 разбойници, пратеници, политичари и партии. Секој прави што сака и со кого сака, баш и бузлук невиден. Упс, виден. Сите овие горе наведени, долу подпишани во сродина напоменати, се како ангели, со чиста совест, невини како бебешки поглед. Да ги праша човек ќе речат нема криминал, нема малверзации и нема шпиони. Ние преувеличуваме. Во мое име јас јавно се извинувам доколку некој не го споменав, а сум сигурен дека очекувал, верувам и убеден сум дека се препознале самите, дури и тие што не ги спомнав. Можам со слободност да констатирам дека во земјава нема вистински политичари и институции. Законите се само на хартија или пак во најмала рака за некој мајка, за други маќа. Се прави само не тоа што треба. За крајен епилог ќе се чекаат подобри времња, доколку воопшто и ги има. Речи се и по 2 децении и независност. Сме како во народните. Секој чудо за 3 дена. Немам ништо против кога вие меѓу себе си вадите очи и навредувате, но имам против кога народот го сметате како риба со 3 секунди максимална меморија. Не, народот паметел, памти и ќе памти и во иднина. Чукаат избори на врата, но чука и гласот на народот. Не мислам за Томич. Сите овие афери, како и на мене, така и на граѓаните им се уште во малиот мозок. Паметиме се, иако веќе не се крева прашина зад нив. И да побарам и повикам некакви разрешници, знам дека фајде нема да има, но на што можем јас да посоветуваме следново. Кога веќе правите криминали и публикувате афери или афери, тогаш сторете го тоа на некој пософистициран начин. Да не свати и разбере народот.
Не вака, не со метли, со досија по дворови и редакции и што ти ја знам друго. Вака со ова темпо само се бламирате. Добар пример би е Саркози и Берлускони. Ем големи љубовџи, фраери, ем држава водат. И да се појави криминал афера, имаат опции. Ке извади деколте една од љубовничките и ете крај, се паѓа во воздух. Може така на народот ќе му оставите подобар печаток за вас од овој сега, бидејќи се е веќе видено и излитено. И по 2 децени тапкаме и чекориме во место. Нема интеграции, нема НАТО, има многу криминал и селективна борба со корупцијата. Сите политичари се исти фрази, ист однос, додека се на власт или во опозиција. Сите налекуваат како јајце на јајце, без разлика од која партија доаѓаат. Кога веќе ниту една афера нема брза, ефикасна и крајна разрешница, еве уште еден предлог. Наместо многу реклами, читете за да не знам што, испечати една книга под наслов 1001 неразрешена афера во Македонија. И ете голем интерес, ете рейтинзи, ете победи. Нема кој што нема да ја земе, особено доколку е со потписот на авторот, на некој лидер. Сторете го тоа сега, пред да распишете пред времени, за да не се чудите кога на избирачкото ливче и носител на изборна единица ќе му се додадат прекарите на пратеникот по аферата или досието што е запаметен. Биди свој, држи драма, треси држава, биди иновативен и уникатен, бидејќи веќе нема со што да се излезе пред народот. Резили, сме дома па и секаде во светот. Избори идат, а имаме ли ние граѓаните избор? Мислам на вистински избор. Нели од двете зла ќе треба да го бираме помалото.